Македонија денес го одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Со интонирање на химната на Република Македонија и едноминутно молчење во чест и слава на сите кои ги дале животите за слободата, започна пригодната свеченост пред споменикот на револуцијата во Тетово. На овој ден во 1893 година во куќата на Иван Хаджи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев го формираа Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе внатрешно македонската револуционерна организација ВМРО или внатрешно македонско-одринска револуционерна организација. Точно се знае дека Пердика први е основачот на најстарата македонска држава. Неговите внуци, Филип II, наречен најголемиот маж на Европа, Александар III Македонски велики. Што повеќе би можело да се додаде на ова велики, а сепак има многу да се каже. Човек, космополит, визионер, почитувач на различноста. Сето ова е потврда дека потекнува од Македонија. Вистина е дека со доаѓањето на словените на Балканот и во Македонија настанало мешање меѓу македонците и словените, но не е вистина дека македонците исчезнале. Напротив, со тоа продолжува етногенезата на македонците. И тоа ќе биде еден од изворите од кој ќе се создаде македонската нација. Тоа го потврдува и Свети Климент Охридски, кој доследно се држал до учењето и традицијата на Свети Кирил и Методи, а што представува почеток на одвојување на македонството од другите јужнословенски народи и јазици. Особено кога се знае дека старословенскиот јазик е вграден во еден од јужномакедонскиот говор од околината на Солун. Горе на небото го гореше етерот, доле на земјата еден комита Самуил со оган го опустоши западот. Вака го опејуваа неговите современици Самуил, царот македонски, уште една алка во низата. Ни петвековниот турски јарем не го замре чувството на припадност и желбата за своја држава. Тоа се отсликува во народните песни и танци кои ја чувале македонската народна традиција. И Карпош, кралот Кумановски, и дедо Илјо Малешевски, Димитар Георгиев Беровски, Сирма и Румена војводи и други знајни и незнани ајдути кренаа глава против јаремот. Новиот век нуди низа големи луѓе, патриоти, реформатори, писатели, учебникари. Во прилики на терор, како од турската власт, така и од пропагандите на соседните држави, македонците успеваат да ги негуваат и искажат своите национални чувства. Ѓорѓија Пулески, комита и македонски војвода, ќе каже и напише дека македонците се народ и Македонија е нивна татковина. Крсте Петков Мисирков, кој ги постави темелите на македонскиот литературен јазик, ќе каже: да се откаже еден народ од својот јазик, значи да се откаже тој од самиот себе си. Верата и јазикот се душата на еден народ. Гоце Делчев, идеологот на македонската револуција, ќе каже: ослободувањето на Македонија е дело на самите македонци. Кој мисли поинаку, се лаже себе си, а и другите. Што се потврди во натамошните случувања. Гемиджиите и линденците, Павел Шатев, Дамјан Груев, Никола Карев, Питугули, Ѓорче Петров, Јане Сандански се само дел од борците кои ја носеа Македонија длабоко во срцето. Се разликуваа во начинот на борба, но целта им беше иста. Она што во Македонија не поминувало и нема да помине е фашизмот. Тоа го докажавме во големата светска војна. Борба против ова зло, македонците ја проткаја со борбата за создавање на сопствена држава. Пред споменикот на револуцијата во Тетово свежо цвеќе положи делегација на Сојузот на борци Тетово, делегација на Тетовската касарна, делегација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, делегација на Сдруженијето на бранители Бедем, делегација на Сдруженијето на пензионери и инвалиди на трудот и делегација на Српската заедница во Македонија регионален одбор Тетово. Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври се празнува од 2007 година кога беше донесен и изгласан
подписан новиот закон за државни празници. По тој повод утрешниот ден е прогласен за неработен. Во Гостивар на свечен собир беше одбележан денешниот празник 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк датумот заедно го чествуваа граѓани, ученици, представници од политички партии и од училиштата. Одбележувањето го организираше општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар. Преку пригоден реферат присутните имаа можност да се потсетат на формирањето на Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлегува внатрешната македонска револуционерна организација, како и на нејзиното историско значење за ослободителното движење. Македонската револуционерна организација се експонира во улога на авангардна сила и факелоносец на македонското национално ослободително движење, кое со неја зачекори во нова, повисока фаза од својот развиток. Нејзината појава дојде токму навреме да го спречи распарчувањето на живото тело на македонскиот народ од балканските големо државни елементи. Едновремено, оваа појава го означува почетокот на новата поразвиена фаза во процесот на националното конституирање на македонскиот народ. Преку ова движење македонскиот народ стапи на балканската политичка сцена како активен национално-политички субјект. Воедно македонското национално ослободително движење широко го отвори процесот на создавање на македонска национална држава. Сушност, организираното македонско национално ослободително движење во последната деценија на 19 век се должи на постигнатиот степен на општествено-политички развиток на македонскиот народ, а во тој контекст и на моќен напредниот национално-конститутивен процес. Собирот по повод 23 октомври во Гостивар се заокружи со положување букети цвеќе на споменикот и едноминутно молчење во чест на борците за слобода. Во пресрет на почетокот на изборната кампања, партиските функционери на Демократската унија за интеграција одржаа прв состанок со што почнуваат координациите за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Дуј очекува да освои најмногу гласови кај албанците. Председателот Ахмети ни даде сигнал дека ние можеме да почнеме со активностите кои што се предвидени за време на изборната кампања. Демократската унија за интеграција и незините 15.000 активисти се спремни да ги имплементираат политиките што ќе произлезат од Централниот изборен штаб и од председателот на ДУИ. Ние сме подготвени за овој предизвик и очекуваме голема победа на 11 декември. Посебен акцент ќе има убедувањето на диаспората да гласа за нив. Ние цениме и мислиме дека нашата диаспора во континуитет допринела за доброто на Република Македонија и ќе работиме максимално за да диаспората има еден нивен представник, да има еден пратеник во нашето собрание, ние да може да ги укажат нивните потреби како граѓани на Република Македонија. ДУИ самостојно ќе настапи на изборите во декември. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и досегашен пратеник Владимир Ѓорчев, заедно со председателот на Унијата на млади сили на партијата Владимир Неловски, вчера попладне беа во посета на Тетовскиот регион. Во тетовските села Брвеница и Седларце се сретнаа со партиските членови како и со заинтересирани граѓани. Ова е посета на Брвеница, на Седларце, исто така на Лешок, на Непроштено, на повеќе други места во општина Теарце, значи со што е можно повеќе граѓани да имаме средби, да ги чуеме проблемите на граѓаните и да им порачаме дека крајот на кризата се гледа. Македонија ќе излезе од оваа криза, Македонија е доволно силна и покажа дека е доволно силна да ја надмине оваа криза, да ги издржи сите овие удари и она што предстои на 11 декември тоа е битка за Македонија. Битка за Македонија во која што граѓаните ќе порачаат дека цврсто стојат на позициите на македонска државност, дека цврсто стојат на позициите на македонската самостојност и нивното право да одлучуваат за нивните работи. Значи граѓаните на Република Македонија
и само граѓаните на Република Македонија ја бираат владата на Република Македонија. Тие се врховниот арбитар, тие порачуваат, тие даваат или земаат власт. Значи 11 декември ќе биде денот кога граѓаните на Република Македонија демократски со ливче во раката ќе одлучат за оваа држава од позициите на македонска државност, од позициите на унитарноста на Република Македонија и правото на избор. Граѓаните го имаат правото на изборот и тие се врховниот арбитар. Тие избираат владата на Македонија. Па, ова е интензивен период, изминативе денови имав прилика да посетам преку 30 населени места од 6-та изборна единица. Продолжуваме со истата динамика, значи во наредните недели и месеци, буквално во секое село ќе поидеме, нема улица во која што нема да поидеме, ќе чукнеме во што е можно повеќе домови, контакти со што е можно повеќе луѓе, за едноставно да им кажеме на граѓаните дека ги решаваме нивните проблеми, дека ги чувствуваме нивните маки и дека сме на нивна страна. Имаме една гарнитура што сака да предизвика што е можно повеќе проблеми, тоа е СДСМ, и друга гарнитура која што сака да реши што е можно повеќе проблеми. Денеска ми особено чест и задоволство што мојата агенда тука за посета на Тетовскиот регион заедно со Брвеница и Теарце се поклопи со посетата на пратеникот Владко Ѓорчев, бидејќи освен јас можност да се сретне со младите и да поразговара ќе има и Владко. Ние исто така како Унија на млади сили во наредниот и во изминатиот период имаме огромна агенда за посета на што е можно повеќе општини во Република Македонија. Веќе утре сме во Кичевскиот регион, се со цел да збориме со младите луѓе за што ВМРО ДПМН нуди како политичка опција и кои се проектите кои што ќе бидат реализирани по победата на ВМРО ДПМН на 11 декември. За разлика од опозицијата која што оди на терен и не разговара за проблемите на граѓаните, ние разговараме за конкретни дела и конкретни проекти од кои што сите млади ќе имаат некаков бенефит после 11 декември. Морам да ги напоменам 40 проекти кои што нашиот претседател веќе во изминатава 2016 година ги најави, од кои што 5 веќе имаат младите да можност да ги користат, така да остануваат уште минимум 35 големи проекти од кои што ќе имаат бенефити младите тука во Брвеница, но и во Тетовскиот регион, да после изборите ги имаат бенефити, ќе може да ги користат, да им ги презентираме, да им ги кажеме и да им ги доближиме и пред се младите луѓе да знаат зашто гласаат за ВМРО ДПМН, бидејќи мое лично мислење е дека, а и мислење на целата УМС, дека младите ќе бидат предводник на победата на ВМРО ДПМН на изборите. Поранешниот новинар, а сега член на највисокото раководство на СДСМ Мухамед Зекири е гостин на редовното неделно видеоинтервју на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Одвојуваме дел од интервјуто кое во целост ќе може да го погледнете на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Мухамед Зекири, член на Централниот извршен одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Зекири, заминувањето на долгогодишен политички новинар во политиката не е некое изненадување. Меѓутоа, преминувањето на етнички албанец во македонска партија не се случува секојдневно. Колку вам ви е блиска социјалдемократската идеологија и кои беа вистинските мотиви да влезете во СДСМ? Моите мотиви беа и главни, тоа дека како пред се граѓани на оваа земја, граѓани на Македонија, не можев да стојам на страна и да гледам што се случува. Сакав да придонесам директно за да се сменат работите. Повеќето луѓе ме прашуваат храброст е тоа што го направивте, да се вклучите во македонска партија. И јас реков дека храброста е обострана. Храброст е и за Социјалдемократскиот сојуз што се отвара кон граѓаните, кон сите без разлика на својата етничка и верска припадност. Јас го преземав чекорот. Не сум единствен албанец што е во Социјалдемократскиот сојуз. Секој има многу. Има многу луѓе, приврзаници, односно од етничката албанска заедница, кои што се приклучуваат во Социјалдемократскиот сојуз. Значи, не се само албанците. Туку они не доаѓаат тука затоа што некој ги тера да доаѓаат. Гледаат нова опција, гледаат дека оваа партија се отвора, гледаат дека граѓанскиот концепт е тој кој е потребен на Македонија. Доста е више со подел.
Дали е тоа ваша заслуга или велите дека храброст постои и требало да има и од двете страни? Меѓутоа, некои велат дека СДСМ се одлучил за ваков чекор со цел да привлече повеќе албански гласови. Верувате ли во такво сценарио? Значи, не можем да кажем дека јас сум заслужен за тоа. За тоа е заслужен на политиката на Социјалдемократскиот сојуз и првично на председателот Зоран Заев, кој имаше храброста да го отвори процесот со бомбите, односно со проектот Вистината за Македонија. Тоа ги натера и албанците да отворат очи, да видат кој во суштина раководел со оваа земја. Дека оваа гарнитура политичка, која речиси повеќе од 10 години ја води земјава, не има втурнато во тешки криминали, во безизлезна ситуација. Оние сакаат да имаат се под контрола. Тоа ги освести граѓаните. И затоа албанците, и да не беше Мухамед Зекири тука, секако дека ќе имаше одреден број на луѓе кои што ќе од албанската етничка заедница кои што ќе го поддржаа Социјалдемократскиот сојуз. Нарушување на јавниот ред и мир во Тетово вчера било пријавено во полиција. Како што соопшти МВР, во полициската станица Тетово во 21 часот и 25 минути е пријавено дека на улицата Јован Ончевски имало тепачка во која учествувале повеќе лица. Од страна на полициски службеници излезено е на местото на настанот, при што е затекнат 37 годишен тетовец со повреди во пределот на главата и 31 годишна жена. По обавениот разговор со нив, истите посочиле дека жената се упатила во куќата на горе наведената адреса за да земе нејзини лични предмети кои претходно ги оставила таму, а во која куќа престојувале 4 лица од Република Албанија на возраст од 47 години, 31, 29 и 27 години. При тоа настанала расправија помеѓу жената и горе наведените странски државјани, а откако 37 годишниот тетовец дошол да види што се случува, истиот бил физички нападнат и удиран со раци и со дрвени предмети во пределот на главата и телото, пошто напаѓачите се повлекле во куќата. При превземање на мерки од страна на полициски службеник, бидејќи влезната врата од куќата била затворена, истиот при обид да ја прескокне оградата се здобил со повреда во пределот на десната подколеница. Полицискиот службеник со возило е пренесен во клиничката болница Тетово за укажување лекарска помош, каде што му се констатирани скршеници на 3 места на подколеницата, пошто е префрлен во ургентен центар Скопје за натамошно лекување. Сите инволвирани лица се приведени во полициската станица Тетово, а по целосно расчистување и документирање на случајот ќе им биде поднесен соодветен поднесок. Од билтенот на МВР информацијата за уште еден физички напад. Вчера во 11 часот во полициската станица Тетово дошло 35 годишно лице од село Беловиште и пријавило дека истиот ден 10 минути после полноќ со неговата 17 годишна другарка од Гостивар седеле во Тетово на улицата Борис Кидрич каде конзумирале алкохол, од што на другарката и се слошило и отишла во тоалет кој се наоѓал во угостителски објект во непосредна близина. Бидејќи истата подолго се задржала, тој отишол да види што се случува, при што застега непознато лице му рекло да излезе надвор ако не сака проблеми. Оштетениот излегол надвор, а по околу 5 минути пробал пак да влезе во објектот со цел да ја викне другарката, но бил спречуван од страна на десеттина лица, кои без повод и причина почнале да го удираат со тупаници и клоци во пределот на лицето и телото, нанесувајќи му видливи повреди во пределот на левото око во вид на црвенило. Се преземаат мерки за расчистување на настанот и пронаоѓање на сторителите. Гостиварката Слагјана Брезовска вчера вечер ја промовираше својата втора стихозбирка под наслов Бесмртно. Љубителите на пишаниот збор има можност да слушнат стихови од последниот циклус на творечкиот опус на поетесата, како и кратки осврти за нејзиното пишување. Авторката со публиката на промоцијата ги сподели своите емоции и возбуда. Толку многу искрени желби за се и дополнително ме остава без зборови. Значи, буквално можам да напишам песма, 2, 5, 10 за се това што се случува вечер, но вечерва, да, сите вие присутни ме оставивте без зборови.
Стихозбирката е издадена од клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес како добитник на трета награда на конкурсот за поетска збирка Велешки книжевни средби. На промоцијата своје обраќање имаше Десанка Николова од Велешкиот клуб на писатели, како и Габриела Петровска, професорка по македонски јазик и литература. Значи, ова е безвремена стихозбирка напишана со многу емоции, обоена со топол лиризам, стихозбирка која што ќе ве маѓапса, ќе ве обземе и ќе ве освои. На сите ви препорачувам да ја прочитате и да знаете зошто ја наградивме оваа стихозбирка. Сладжана има моќ да се разголи дури до распаѓање, до разобличување, до најситните атоми. И од тие атоми блика љубов. Некогаш тага, меѓутоа најчесто љубов. Значи, и посакувам многу вакви книги, и посакувам многу успеси, и посакувам тоа што ја храни со таква енергија да продолжи да се храни од тоа и да продолжи да не изненадува со вакви настани. Во книгата се опатени 50 песни низ кои како главен мотив провејуваат животот и љубовта. Рецензентот на збирката Ефтим Клетников стиховите на Брезовска ги опишува како лирски сок на интимистичка и интроспективна поезија, емотивна и импулсивна лирика на една екстатична душа. Сјајна ми е мислата што гори во душава. Сладок ти е зборов што се лепи на устава. Страшно ми е привлечна вистината. Да ја намирисам искреноста што ветрот ја завеал. Да ја родам мислата во обојна арома на неверата. Да бидам бегалец во прегор со железни помнења. Парбор во душата за сладки кормења. Да ја урнам тагата, планина на тежната. За едно време. Непресушни воздишки ми крие душава. За едно време кое допрва доаѓа. Молку му се радувам. Во крвта среќата срамежливо ја сокривам. И секој следен ден во нежност трепнувам. Првата збирка поезија на Слагена Брезовска со наслов Својна беше издадена во 2014 година. Телевизија КИС започнува со емитување на телевизиската анкета "Граѓаните зборуваат", во која жителите на Тетово ќе имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Според вас се најглавните проблеми на градот? Хигиената и наследените улици и водата. Како би се решили овие проблеми? Со поголемо ангажирање на локалната самоуправа и ништо повише. Многу има проблеми на градот. Неколку? Па, рецимо, свашта има, помало. Не е баш сјајно. Мало реда, чисточа и таки ствари. Вработување. Ништо друго. Има повеќе проблеми, меѓутоа не може да се наброја така како што вие мислите. Прво, еве и со Сообраќајов е згуснат. Има луѓе кои, иако се возачи може би и постари, не ги прописите за возење ги спроведуваат како што треба, не пуштаат тој што треба да помине, што има право и така натаму, а тоа создава одредена нервоза и застој и во сообраќајот, а исто со пешаците. Па има многу проблеми. Проблеми прво со паркирање. Проблеми со нечистоти, проблеми еколошка катастрофа со отпадот. Па има многу проблеми. Толку не. Како работат институциите на локално ниво? Па за тоа и не сакам и да разговарам, дури можам да речем дека воопште не работа. Пренатрупано е, меѓутоа носиш документ, наместо да го изработа денеска, тие можеш да чекаш на недела. Кој ќе појдеш пак после на недела, пак не е изработано. А седат
10 души има во канцеларија, никој не работи. Едни работаат од 10, другите работаат од 10, така да не функционира. Почуваме со бомбите, како беше и што беше. Како ќе биде со избори, проблеми и со изборите, како ќе пројдат и дали ќе бидат изборите. Меѓутоа, еднаш треба да се реши, државата треба да тргне по прав пат. Да се реши со криминалот, има ли криминал, нема ли криминал, да се знае, па ќе видиме после како ќе биде. Работата на село засега не иде, не е добра. Има проблеми со работата, нема простор за работа. Мислам дека за сега работата не е добра. Работата, мислам, тие покушаваат да работат, меѓутоа нема услови за работа. Кога више ќе се отвори, кога ќе има простор за работа, ми се чини дека ќе има резултати, за сега не. Па доволно ги има проблемите, се знае, и загаденост, и нечистотија. Што да се збори друго? Прво тоа е за секој, од дете до стар човек. Хигиената во градот е запустена, ништо не е средено од хигиена, а за друго да не зборим. Се врти политички кој ќе дојде за избори. Улице се прави со години. Што има тоа да се чека? Народот плаќа сваки месец. Народот не се прашува за избори, да се подкупува. Проблем немамо ми, пошто смо у планина и не видимо проблемите. А друго нешто ако те интересува. Ако ќе слезете доле во градот, со какви проблеми се соочувате? И не дојдем да живим овде, и да ми даде една зграда не дојде. Овде све преваранти су, лопови, кој знае да краде, кој да... Тоа су, овде. А у планина со овце, со краве, не се шпионира ни крава, ни овца, ни... Не е еден проблем, милион. Вода, што нема. Улици се катастрофа, живим у стариот дел, дупка до дупка. Прљаво. Градов не е депонија. Тоа е. Летикава, секој си трга на своја страна, што знам, народов еве живи, големите што тоа. Секој гледа фамилијата дома, да преживи, да обстане, така дојде времево. Све, тетово е се ѓубриште, знаеш. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Во утринските часови подделни котлини со појава на слаба магла, попладне со услови за слаб локален дожд, како и слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури се движат од 7 до 10 степени, додека максималните дневни во интервал од 14 до 20 степени Целзиусови. Според управата за хидрометеоролошки работи во текот на утрешниот ден се очекува мало затоплување. Облачноста ќе биде помала, а ќе има подолготрајни сончеви периоди. Дневните температури ќе достигнат од 16 до 22 степени.